Последен ден расправа околу преобемниот буџет за 2023 година. Претениците се скара околу капиталните инвестиции, растот на платите и пензиите, поддршката за општините. Претениците на ВМРО, ДПМН и БЕСА со критики, бидејќи собранискиот филтер не го поминале амандманите кои се однесуваат на изградба на патишта и капитални објекти во општините каде што градоначалници се припадници на опозицијата. Прво, со овој буџет никој граѓанин на државата нема да добие ништо повеќе, особено вие сте експерти, требало да ве консултираат за даночната реформа затоа што е катастрофа, а второто, ние сме подготвени со сите работи, со сите атрибути. Дали биле добри, дали не биле толку добри, дали некаде сме погрешили, сме направили нешто добро, да излеземе пред граѓаните, да се соочиме со граѓаните, граѓаните на избори нека кажат. Не може да се разбере како може мнозинството да не ги прифати амандманите кои што би биле за кои што беа поради подобрување на патиштата на делот на Скопска Црна Гора, Малине, Брест, за граѓаните кои што би можеле да се движат полесно, но и би овозможил на граѓаните да имаат и рурален туризам. Го вративте во употреба истиот закон за согласување на пензии од ВМРО ДПМН, вие практично ВМРО ДПМН го споредите со Швајцарија. И тоа е вистина, за вас ВМРО ДПМН е Швајцарија. И добро е вака што индиректно самото ќе си го признаете. ВМРО ДПМН и Швајцарија, па дајте ве молам, па дали вие живеете во Скопје и дали живеете во Република Македонија? И дали бевте 11 години кога ВМРО ДПМН ниту с големи плата, ниту с големи пензија? Претениците упатија остри зборови едни кон други и за лошата состојба во здравството, високото ниво на јавен долг, селективното зголемување на платите и растот на пензиите. Ми се јавува дека во клиничка болница Битола немаат памук и фластер. Дали знаете што значи тоа да немаш памук и фластер? Немате лекови за малигни заболувања. Девојче 15 годишно оперирано од тумор во главчето, на родителите им велат, одете во Зегин, преку Зегин нека ви го набават лекот, па дојдете тука ќе ви го ставиме. Дали тие родители имаат доволно пари да го купат лекот, сте се запрашале вие? 5 години имавме тоа да го направиме. Имавте и вие 11 години, жалосно е што сте лекар. Жалосно за вас бидејќи вие сте работеле како лекар и да кажувате ситуации во здравството и дека ништо не е направено. Знаете што ќе ви кажам? Ако читате буџет во буџетот стои ставка 115 милиони денари повеќе за инсулин. Буџетот за наредната година е досега историски најголемиот кој го имала државата, тежи дури 5,3 милиарди евра. Проширената државна каса е скроена врз основа на проекции за економски раст од 2,9%, буџетски дефицит од 700 милиони евра, инфлација од 7,1% и рекордно ниво на капитални инвестиции од 800 милиони евра.